Еден интересен настан кој што ќе се случува токму овде на оваа специјална патека за велосипедизам која што се наоѓа во центарот на градот пред Олимпискиот базен. Настанот ќе се одржи в сабота на 16 септември и в недела на 17 септември на школка во градскиот парк. Споменајте, настанот го носи името Велородео или повеќе познат како Велородео, а повеќе детали за тоа што ќе имаат можност да научат децата од овој настан и за се она што го сочинува Велородео. Ова утро го дознаваме од Александра Гостовска. Александра, ќе ти посакам добро и убаво утро. Добро утро. Јас ви посакувам на вас. Благодарам. Благодарам за поканата на вашата телевизија. Александра, веќе се одржува настанот, луѓето веќе го знаат изминатите години. Веќе 5 години работите на промоција на велосипедизмот кај децата, односно она што е примерна ваша работа е да ги научиме децата да одат со велосипед на училиште и да се враќаат од училиште со велосипед. Како дојдовте пред се за идејата за овој настан кој што ќе се одржи овој викенд? Ние како љубители сите, значи возрастните да речам на велосипедизмот, за да го промовираме и за да ги натераме да речам да го засакаат децата, пред се што ги учиме од најмала рана возраст да учат, ова е еден убав настан кој што се организира еднаш годишно и на децата да им остане во сеќавање дека тој ден освен што возат велосипед и се дружат, имаат и други активности како цртање, боење, музика, храна и така, убави моменти. Така, како дојдовте до идејата, како настана овој настан? Сепак работите нели на промоција на велосипедизмот во училиштата, имате голем број, повеќе од 100 училишта кои што се приклучени нели кон овој проект, но како го создадовте овој настан? Примарната сепак идеја пак ќе се навратаме тоа што ние сакавме децата уште од најрана возраст по можност штом почнат да одат, веднаш да научат и да возат велосипед. Нели нормално некој подоцна, некој порано учи да вози велосипед, но сметавме дека барем велосипедот може да биде превозно средство кое што и покрај во училиштата да се создаваат активности и самите нивни наставници, учители, професори да правиме активности заедно, ние со нив. Идејата, повторно ќе кажам, е од нашата желба кон велосипедот, па да ја пренесеме на најмалите. Така, за кого е наменет овој настан кој што ќе се одржува викендов? Кои дечиња се може да присуствуваат и да бидат дел од овие два настани кои што ќе се одржуваат овде на оваа специјална патека за велосипедизам и настанот во недела на школка во градскиот парк? Пред се Велородео како што започна е ајде да не речам од нула, од година, дена или две, кога децата веќе научат да одат и со оние балансточачиња. Тука се тие балансточачиња каде што доаѓа со нив, имам и за нив дури трки, до највозрастните, можам да кажам, љубители на активности. Пред се е наменет за деца, предшколска, школска возраст, средношколци, а овде каде што сме во моментов на памтрак, тука е наменет, пак ќе речам за оние средношколци кои што ги сакаат повеќе триковите со BMX и затоа тука ги се решивме оваа година да пораснеме малку и да се фокусираме малку промоција и на памтракот. Да, настанот во сабота овде ќе биде малку за повозрастните, односно оние кои што сакаат повеќе адреналин или во велосипедизмот, а пак оние помалите ќе имаат можност да уживаат во недела во градскиот парк. Што се ќе може да се прави? Споминавте претходно дека ќе има тука и велокино. Што се ќе можат да прават младите? На 16, како што кажав, ќе биде тука во саботата, ќе биде тука настанот, ќе почне во 18 часот, во 6 попладне. Прво ќе имаат учесниците кои што ќе треба претходно да се пријават, ќе имаат трки, а потоа паралелно со музика сето тоа проследено на крај ќе заврши со кинопроекција. Велокино. А за сабота ќе имаме повеќе работи, кои што ќе траат од 11 часот. За во недела? За во недела ќе биде од 11 часот па до кај 15 часот за помалите.
Значи сите дечиња туку што проедени се поканети да бидат дел во недела од 11 часот на школка во градскиот парк. Сандра, како одат еве колку се развива велосипедизмот кај децата, односно колку се вклучуваат, колку растете вие, колку се вклучуваат училиштата кои што сакаат да го поддржат проектот и нели го промовираат велосипедизмот, па и децата имаат услови и можност да одат на училиште со велосипед. Колку имаме соодветни патеки кои што може да ги возат и децата? Па вака, проектот од дома до училиштето, навистина сега ние го промовираме само председно по самите училишта, каде што се обидуваме да им ги вкорениме навиките, каде што децата ќе го засакаат велосипедот. А сепак сме на добар пат, би рекла, да се створат навики, но тука не зависи само од нас, тука зависи и од градовите, општините, каде што дали имаат или немаат инфраструктура за тоа. Да, голем број од децата сите, односно сакаат да возат велосипед, но свесни ли се децата за опасностите кои што можат да ги добијат со велосипедот? Дете како дете, нели, пуштате го ќе направи се бидејќи нема страх. Но тука сме исто на самите тие работилници пред се објаснуваме правила, знаци при возење велосипед и пред се заштитен шлем, односно кацига. Без тоа не дозволуваме нашите учесници и било што да не користат, бидејќи навистина најмала повреда може, од најмал пат може да се деси поголема повреда. Со тек на време нормално децата полека, не дај Боже некој да се повреди, знае, ќе раскаже на другото дете дека го болело многу рачето, ногата, така да се свесни до некаде. Дефинитивно велосипедот е и тоа како добар помошник за развивање на моториката кај децата. Потребно ли е некој да се пријават, Сандра, сите деца, учесници, сите кои што сакаат да бидат дел од велородео настанот? Во сабота ќе направиме пријава да можат учесниците да се пријават за да знаеме како ќе бидат трките, а во недела не, сите се добре дојдени, кој сака само да дојдат и на лице место ќе може да се пријават на трките кои што ќе ги имаме во недела. Потребно ли е да носат нешто младите и децата со нив? Велосипед, заштитна кацига, упрема кацига, но можеби ќе ако немаат велосипед ги охрабруваме сите да дојдат, затоа што нели може додека едно дете ќе црта, ќе се занимава со друга активност, другото дете кое нема велосипед да му го позајми да сврти крупче и ќе видат сите опфатени деца ќе имаат покриени со велосипед. Да, се надеваме дека и оваа година настанот ќе погоди како голем интерес и дека сите дечиња кои што ќе бидат овде, ќе бидат во Скопје, ќе бидат вклучени викендов на овој настан. Се надевам јас на поголема, еве затоа ви благодариме уште еднаш ќе речем на поканата и се гледаме на Велородео 2023. Ти благодарам, Сандра, уште еднаш ќе ги поканиме сите родители, сите баби и дедовци да ги однесат во недела за помалите тогаш настанот во парк на школка, каде што навистина ќе имаат да научат дечињата многу повеќе за велосипедизмот, за сите правила и навики, но и како што спомена Сандра, ќе имаат можност да цртаат, да бојат, да играат игри, така што навистина еден убав настан викендов ни престои за сите љубители на велосипедизмот, за сите оние кои што имаат велосипед и сакаат да возат велосипед.